Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте. Имам особена чест и задоволство, Миро Кацаров, да ви го покажам, потврдам и така натаму. Конечно еден добар машки примерок од Македонија. Миро, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, Јанко, добро и фала ти многу на поканата. Баш ми е мило што денеска сум овде заедно со вас, со тебе Сонце и со тебе, заедно што би имал време, простор и шанса да се дружиме заедно. Сега, ќе биде многу интересно затоа што јас со тебе еден куп интервју имам дадено за бекстејдж, ти за пошироката јавност си повеќе познат како оној атрактивен и многу геј е муавет. Ако. Нека. Пази машко која фали, машко тоа е. Не. Овие нешто. Обзде не е гејски, да. Стварно си згоден момак, свака ти част. Се одржаваш? Ке ме засрамиш вака. Се одржавам. Не знам, овој период, кој мислиш дека може да се одржава? Ја па видиме кршна слага, суха лепота. Машала. Да. Сланина која се Бога ми ти ослабно многу. Овој период, знаеш, има цело време прослави, како да кажам, луѓе се собираат, другарите викаат у кафана, вака, онака, пред новогодишни забави и некако и не толку многу, али цело време викам понеделник, така да верувам дека од јануар дефинитивно ќе треба малце да внимавам сам на себе си, извинувам мобилната. Девојке, брат. Што ти викаат? Многу си убав, Миро, и ти, Јанко. Че видиме, мене знаат од нервоза да ми се исповидка. Да. Миро, бекстејдж. Така е. Бекстејдж на шала, на смеа стана бренд. Стана, знаеш, морам да го респектирам тоа, не можам да го игнорирам. Колку им да ми се допаѓало, колку време терате, колку децении веќе возите? Многу интересно прашање и баш ми е мило што почнуваме првото прашање и првиот одговор да за бекстејдж, пошто сум препознатлив по бекстејдж. Јанко, ова е 11-та сезона. Баш пред месец дена славевме 11-ти роден ден, 11-та сезона, најгледан естраден магазин во Македонија, 11 сезони борба на естрадата, 11 сезони цело време први со информации, без шпекулации, 11 сезони секојдневна емисија, 11 сезони секојдневни прилози, интервјуа со јавни личности, а Македонија знаеш колку е мала и колку е тешко да се работи, емисија секој ден. Поготоа со јавни личности кои ти треба да ги направиш звезди, пошто Македонија за жал има значи исклучок на 5-6 одредени јавни личности кои дефинитивно се и како популарни, но другите некако се во оној зимски сон и не се на тоа ниво како што треба да и како што заслужуваат. Интересно е што бекстејдж, иако нели вака ја доживуваме повеќе како естрадна програма, тоест емисија која ја следи сцената, естрадата и така натаму, сепак не ги одбегнувате ни политичари, ни новинари, ни она што не е баш тој микс, такавите преклопувања. Какво е вашето искуство до сега? Добро ли ви оди тоа или народов повеќе сака да се фокусира? Држ ми ги тулбофолкериве или актериве или држи ми ја таа сцена, не ми мешај едно со друго? Какво е тоа искуство? Тоа ме интересира. Не зошто? Бидејќи ја таков кармакаш право. Час со политичар, час со едно и секој ден, затоа потполно ве разбирам како блиски и сродни ви ја знам маката. Да. Види, Јанче, многу е добро, например, ако имаме голема естрада, добро, и во таа голема естрада ние имаме секојдневно да снимаме пеачи, без разлика дали тоа се народни пеачи, без разлика дали тоа се поп пеачи, без разлика дали се тоа пеачи од филхармонија, дали се тоа оперски пеачи. Сепак секој заслужува 5-10 минути внимание од најгледаниот естраден магазин. За жал, ние немаме толку многу голема естрада, а верувам дека луѓето и на луѓето веќе е преку глава. И од политичари, и од политика. И некој на почетокот политичарите како да ги занемаривме и рековме, добро, ние работиме само со естрада и ќе работиме со естрада. Не само со пеачи, ќе работиме со глумци, со артисти, не знам и со кој друг, не, кои што офаќаат или кои се јавни личности во Македонија. Подоцна заклучивме дека едноставно политичарите се интересни сами по себе. Политичарите се звезди во Македонија. Зошто? Затоа што само политичар има обезбедување. Зошто? Затоа што само политичар се вози во Мерцедес. Зошто? Затоа што само политичар кога ќе се појави на некој гала настан,
Значи, секој сака да му направи муабет, секој сака да се слика со него. Зошто? Затоа само политичар глуме лудило во Македонија. Јавните личности зошто не глумат лудило? Немаат пари. Немаат настапи. Викаш каменот е кај нив, затоа се они поатрактивни? Дефинитивно. Иначе се слагам. Ја би сакал да ги видам нашите големи музички звезди во Мерцедеси, па со обезбедување полека. Исто. Нели? Исто. Ние го имавме еден Тоше Проевски кој вриштеа девојчиња по него, се немаше еден немаше еден бодигард околу него да го заштити. Освен тој што му беше другар од Крушево и за жал човекот лежеше затвор, не знам што заедно што направија со браќајка. Значи тој ни крив ни дужен. Да, ни крив ни дужен, тој беше бодигард и му беше шофер. Значи во Македонија не постои тоа. Сега ние малце ја правиме онаа поштосна страна со политичарите во бекстејдж, што правиме? На пример, Јанко Илковски, вие сте политичар, сега. Луѓе цело време, на пример, Јанко го гледат во или кај тебе емисија, го гледаат на само вистина, го гледаат, не знам, други дебатни емисии на други телевизии. И цело време он зборува за изборниот модул, ја зборува за специјално јавно обвинителство, зборува за демократските права на луѓето, зборува за рамен данок. Што правиме ние? Ние го земеме, на пример, Христан Мицковски, Петре Шилегов, Зоран Заев, Владимир Ѓорчев, кои така се актуелни, и го прашуваа малце од една поинаква страна. Кога се заљубил прв пат? Што му е најдобар поклон или кој поклон му е најдраг од супругата, кога го имал првиот секс, што музика слуша, дали си има начукано у кафана, кој му е најдобар другар за у кафана. И луѓето веќе сакаат тоа да го слушат, а не да земат... А овие сакаат ли да одговараат на тие прашања? Знаеш, не научија Јанко. 11 години ти секој ден да не гледаш на најголемите телевизии деше бекстејдж и веќе си викаш знаат што да очекуваат. Овој ќе ме праша чим сум прифатил на бекстејдж, овој ќе ме праша некое прашање, морам да му одговорам да не бидам Кажи ми, дали се случува после даденото интервју да ти се јави некој дрипецка, ова, слушај, ова не чинеше, дај бриши го за друг пат. Освен мене. Знаев дека ќе ме кажеш. Да, знам. Ти би се јави. Да, се случува, шала настрана, се случува затоа што секогаш и не сакаш нешто да кажеш или не си елемент или не знам како, па утре ми се Миро, види дали е добро, знаеш, пак иде на национална телевизија, пак ќе ме гледа дома моите. Ипак ние сме некако патриархално воспитани, што и на мене, ова не значи за тебе, ова значи за жени, после ќе се вратиме и за пејачки, што некако е, знаеш, што ќе кажат комшиите, па што ќе каже тетка ми. Дали ти се јавил политичар? Слушај, изедов бурек вчера, кини ме. Не, али секогаш имам опомена од тимот на политичарот. Добро. Те молам, прво прати ми ги прашањава. Да, мајке ми. Да, у принцип јас сум и затоа баш и тоа ми вика уредникот сум оставил белек. Пусис. Да, дефинитивно. Оставил белек, јас сум Миро Кацаров, се борам да бидам новинар и водител со мој стил. Како на облекување, така и на поставување прашања, така и на монтирање, така и на водење своја емисија. Никогаш до сега, освен на Стево Пендаровски, кај што беше у протокол, му ги пуштив прашањата. Не се сеќавам дали сите му ги пуштив. Никогаш до сега му ги немам. Еве со Мицковски сега снимам за 5 дена, имам новогодишно интервју. Јас мислам дека ако ми ги побарат, мислам дека не е во мој домен и во мој стил, јас сега да ги давам... Е нормално дека Мицковски ви прашан само работи кои што нас не интересираат, верувам и гледачите, но... Што ќе го прашаш? Ќе го прашам, не знам кога се заљубил прв пат. Знам, да. Да? Да, професорот, кај него у кабинет снимаме. У кабинет? У кабинет. Ќе правиш после интервју со студентките како поминува? Не идам до тоа. Добро, со бившите студентки? Кој знае, може ќе биде премиер. Нешто скандал. Бил Клинтон нешто, човеков. Со Моника Левински? Многу не е мирен Мицковски за тоа. Мирен, не може, многу се прибрани. Али знаеш, испод мира 300 вира, како вегаат? Со Шилегов мислев дека повозбудливо ќе биде. Петре Мангуп. Да. Мангуп. Петре е роден да биде председател. Он ти е Бранко втори. Мангуп. Да. Тачно. Тоа се вика, ја ќе го кажам у моја емисија, ти да бидеш културен, тоа се вика Курнас. Тачно. Со Курназлак стигна до таму. Не со друг. Ја нека снимав со него. И? Значи, стоп Мангуп. Мангуп е Мангуп. Не, бричи, нема. Да, ама ние си почитуваме, ама доаѓа као лик бе на площад. Доаѓа се сликаат со него, дечињ, ова, сериозно бе лик. Бе лик. Викам браво, Петри. Браво. Викам те утепа по сајтови, по она. Не знам што може да најде, нема веза сега. Стварно, а што може да направи?
30 години е загадено. Добро, окей, го јадеше за истото и коце, Да. ќе го јаде и наредниот. Так, значи, браво. кога си на Браво. власт, ќе го јадеш. Тука, мислам, што очекува? Дека ќе го фалиме? Не го фалиме. Кој ќе ни биде, може би, државава Данска или Норвешка, па може би. Слушај, ајде сега да се очалтаме на бекстејдж, бидејќи ќе се вратиме пак таму. Ајде. Интересна работа за тебе, непосредно ти ми ја кажа, жив резил, ја пак колко што не се спремам, ти навистина си 10-кратно по-профи од мене. Не е тачно тоа. Не, точно е. Јас сум голем импровизатор. Ти не си, ти знаеш кога ќе отидеш, што треба да правиш. Ја не знам. Импровизирањето се стекнало со дел и со твое искуство. Мене ми ја прави интересна емисијата. Ја тоа повеќе ради себе го правам, верувај ми, иначе ќе ми досади секоја вечер да ја терам емисија. Миро, откаде ти портпарол на Либерално-демократска партија влезе у политика? Влегов у политика. Влезе у политика, не ми се Многу верува. интересно прашање, многу реално ќе одговорам. Прескако да се слушна баш ти со мојот шеф ти кажа, Миро ти е брутално искрен. Моите интервју секогаш брутално искрен, не знам со тоа што толку многу сум искрен, не знам луѓето веќе како ме доживуваат. Иако ме гледаат можеби секој ден на канал 5, смеам да кажам телевизија? Да, слободно. Како го водам бекстејдж и не ме знаат приватно, знаеш, има многу коментари ваков онаков, но кога ќе ме веќе дознаат и кога ќе ме веќе проценат како сум, ќе рече таа стварно е окей момак, иако нескромно звучи, али стварно. Јас сум дипломиран политиколог. Јас завршив дипломатија со политички науки, кај мојот професор покојен, еден од најдобрите, и вие го знаете сигурно, Димитар Мирчев. Еден од најдобрите професори, амбасадори, политиколози у Македонија, кај што е многу научено. И цел живот, ова ќе ти го кажам, ова го кажам втор пат, ама ке тебе не е ексклузивно, али многу реално, па ќе се вратам на тоа. Уште јас сум роден на 86 година. 94 година јас сум имал само 8 години. Кога се појави Сојуз за Македонија. Во Сојуз за Македонија тогаш партиципира Социјалистичка партија на Дзинго, партиципираше Социјалдемократскиот сојуз на чело со Бранко Црвенковски, партиципираше, мислам, Демократска партија тогаш на Перо Гошев и партиципираше маа конзервативна партија на Страшо Ангеловски. Јас сум имал само 8 години, ова го знам 8 години. Што правев јас? Јас идев у град, пошто ја потекнувам и сум роден во многу градско и интелектуално семејство Штип, моите се интелектуалци и сме многу градски како луѓе. Јас сум штипјанец и јас ги собирав сите оние репроматеријали, така се викаат. Материјали, не знам дали репро може греши. Оние знаменца, маменца, пенкала, ова промо материјали, се извинувам. Да сгрешам. Промо материјали и ги дома си ги местев онака, знаеш, на Не теп. требаше да ти кажам, требаше да те чварам уште малку малку онака, зашто? у твој стил. Не знам на што мислиш, а на што... Не. Ги собираше тие промо летоци и материјали? Промо материјали, така. Ги собирав и цело време ги учев. Кој се кандидира за пратени, кој ќе биде вака. Тоа беа тогаш парламентарни избори. Так, тогаш. 94-та. 94-та, Сојуз за Македонија. Да. Просто штипирано беше. Како не? Логото. Како не? Од тогаш. Па се до 2017 година, кога се зачленив Аха. Каде? Либерално-демократска партија. Таму се зачлени? Да. Јас ја пратев политиката и политиката беше као моје второ, ајде па и кажам јас. Многу ме интересира, тоест многу ме интересираше политичката состојба во државата, без разлика кој се на власт. Така? Да. И ако тргнеме за политика, може да разговараме така, да баталиме со мене и политиката. Може да збориме, знаеш колку за политика? Тоа баталиме дома на жената и на децата ќе им викаш. Мене ништо. Од кога си во Либерално-демократска партија? 2017 година председател тогаш и сега министер за локална самоуправа Горан Милевски специјално дојде во Штип, во Малонмор да подпишеме договор, таа слика имаше и на интернет, да подпишам пристапница во либерално. Тогаш станав подпредседател на Штипската организација, не сакав да бидам председател, поим беше многу прв како залак. Подоцна дојдам во Скопје да бидам дел од централниот одбор на Либерално-демократска партија, подоцна да влезам во извршниот одбор на Либерално-демократската партија, за да и сум дел од оној тим и сум подпорол на Либерално-демократска партија, која моментално партиципира во владата на Заев. Дали си свесен дека за било кое твое јавно гостување или настап, веќе си представник на таа партија, не си само Миро од бекстејдж? Свесен сум. Кои се постулатите на Либерално-демократската партија и што се ангажирате сега? Значи ли дека ќе излезете на следниве избори?
Види, супер, кај мене ми дојде. Види, ние сме... Пошто, ја да те прашувам нешто за кого Гавазова, Ристеска и тука негде кај ќе зашлајвам, слабо ги знам, пошто ја повеќе овие тренди ги знам, например. Да, нема проблем, тоа е за вториот час, но еве за првиот, значи, излегувате на наредниви избори, така? На 25-ти овој месец имаме централен одбор кај што дефинитивно треба да донесеме одлуката што ќе се случува со парламентарните предвремени избори на 12 април. За сега сте у коалиција со СДСМ. Да, сега сме у коалиција со Социјалдемократска сојuz, каде ите како сме одлични у таа коалиција. Како мислам одлични? Мислам одлични затоа што имаме министер за локална самоуправа, имаме тројца партеници кои што фигурираат у собранието и кои што сите закони не можат да поминат без нив и предлози и така натаму. Имаме директори, имаме многу голем број исто така директори на институции широм низ Македонија. И ме гледаш така. Сакам да ти поставам едно прашање кога станува збор за... Не можеш да ми поставиш прашање се. Можам ја. Дали сте вие како Либерално-демократска партија задоволни од коалицирањето? Еве рече дека сте задоволни зарад тоа што нели сте дошле до одредени позиции и така натаму. Но дали сте задоволни од севкупната политика која вашата коалиција СДСМ пред се која предводи и она што се случува со Македонија? Па ако сме веќе 3 години во коалиција, сме задоволни. Дефинитивно, ако стоите за сите овие нивни политички одлуки и така натаму? Види тоа се, види секој човек си има индивидуални размислувања. Секој човек може индивидуално, али партиски ако треба да размислам, јас и партиски ако треба да гледам, ние стоиме скоро за сите, затоа што за сите овие работи кои што се донесува, дали било промена на име, дали било изгласување на буџет, дали било разни милиони работи кои што донесуваат во собрание, имаме ние таму наши представници кои што и гласаат. Тие наши представници во собрание не свикуваат нас како централно и ние разговараме и дебатираме. Добро. Дали да се прифати тој закон, дали да се гласа тој закон, дали тие амандмани да се прифатат, дали тие предлози така натаму. Значи мора во ракавици да разговараш сега, не би бил слободен, онака да си искажеш мислење бидејќи веќе те позиционира како представник. Да, јас сум представник, но ние тоа што мислевме дека е лошо, на пример, мојата партија, дека ти кажам... Што мислевте дека е лошо, што мислите дека е добро? Ние се бориме за рамен дамок. Рамен дамок. Да. Добро. Ние за тоа се бориме и ќе се бориме. После ние се бориме за Па за тоа се бореше ВМРО-ДПМН. Без разлика се бори Либерално-демократска партија. Ние се бориме за легализација на марихуана. 3 години сакаме да поднесеме предлог закон во собрание да биде изгласан. Зошто треба да се легализира марихуаната во Македонија? Тој предлог го донесе Либерално-демократска партија и Либерално-демократска партија има такви трибини кои што ги организираше во Македонија. Вака, канабисот и употребата на канабисот во медицински цели е легализирана. Па колку е легализирана сега, сами знаеме. Што можеме да купиме? Сами знаеме и што можеме да купиме, да, канабис мас. Значи, ние за тоа се боравме. Јас сум првата емисија медиумска каде што тоа е презентирано како пред да биде донесено, нели, кога беше во Загреб, па заедно со Филип овдека во емисија. Ако ги прегледаш, имам околу 4 или 5 емисии со него, уште во 2016 година зборевме за тоа. Welcome, you're welcome. Има некој го таба и патот и за вас. Искористи ги слободно моите стапки. Но, за што ти мислиш? За севкупна употреба, за севкупно и за рекреативно користење? Да. А јас, како член на Либерално-демократска партија, сум за севкупно. Зошто? Не, реално. Шала на страна. Јам живеано 5 години у Дубај. Дубај е една земја каде што тоа не може да се предпостави. Значи една радикална земја каде што патриархална, строга, религиозна. Апсолутно. Каде што е тешко кривично дело поседување и конзумирање на канабис. 220 години затвор кидеш. Шала на страна. Ние не спораме. Ајде да ги земеме европските држави. Ајде да земеме 40 држави во Америка, ајде да земеме пола од тие држави во Америка. Кажи ми, што добиваме ние со легализација на марихуана, а што не добиваме со легализација на марихуана? Што добиваме со легализација на марихуана? Добиваме туристичка атракција, Македонија. Со тоа што добиваме туристичка атракција кон Македонија, добиваме повеќе туристи. Со тоа што добиваме повеќе туристи, добиваме повеќе пари во економија. Со тоа што добиваме повеќе пари во економија, добиваме поголем буџет. Со тоа што добиваме поголем буџет, добиваме повеќе пари. Значи тоа се вред. Друга работа, сивата економија. Криминалот дека ќе се сузбие
Па наравно, па данок зимаш од тоа. Наместо дилери да идеме по црни сокаци, да си Ма, купуваме... ја не пушам марихуана. Значи, ја не пушам, али јас немам против луѓето што пушат марихуана. Така. Тоа е негово лично право. Либерално, тоа е демократско право. Он си го владее своето тело. Он си има право што сака да си прави на неговото тело. Како што јас можам да се истетовирам целиот и некој да ми каже добро ме мирате. Јас на моето тело што сакам, тоа ќе правам. Арно, ама гледаш дека откако се либерализира закона за употреба во медицински цели, Мислиш дека се злоупотребува? Апсолутно се злоупотребува и тоа од власта, исклучиво само луѓе од власта да можат да одгледуваат, продаваат и препродаваат. И има монопол и наместо медицинските цели, маслото за канабис да биде подостапно, поквалитетно за оние кои навистина се болни, ја овдека ќе донесам едно дете и ќе се утепаат од јавување плачејки за да им помогне, затоа што тоа не се случува. Затоа што мене, знаеш, извини Миро, сега веќе е муабет, не е интервју. Мене не ме интересира дали некој сака рекреативно и така натаму. Апсолутно не. Ја не верувам у тоа дека ние ќе станеме толку туристичка дестинација, не баре Амстердам, па ќе имаме толку буџет. Но мене ме интересира за многу болни луѓе да им се овозможи најквалитетно масло од канабис. Зошто го немаме сега? Епа, тоа ми е проблем. Ако либерално-демократската партија не застане за ова, а не застанува сега, затоа што ќе има турмоил во самата коалиција. Тука треба. Што се однесува, еве го спомна името. Мене тоа ме интересира затоа што народот се уште има големо. Еве, требаше решавањето на проблемот со Грција, со тоа што го сменивме името, да има една релаксација во односите на Балканите и да тргне. Но, ние го дадовме името, нити добивме датум, нити ги гледаме бенефити, а народов е... Сите знаеме зошто. Значи, Остай ти знае. Ама ја уста не пикав дека ако го смениме името, ќе добиеме датум. Ја тоа не го викав. Тоа го викаше власта. Види, секој да беше на местото на Заев, секој можеше во таа ситуација и во тие сплетна околности можеше да биде изманипулиран, поготово од оние големи политичари како еден што е Макрон. Значи, шала на страна. Сега ние цело време со отровни стрели кон Заев. Секој може да биде изманипулиран. Ја не го спомнав Заев. Не, карикирам. Значи, не ти Јанко, апсолутно. Луѓето, јавноста. Секој може да биде изманипулиран, дали било од Макрон, дали било од Доналд Трамп, дали било од Могерини, дали било од Ангела Меркел. Тоа се големи величини. Кај што ти сакал некил, меѓународни организации мораш некојаш да ги послушаш. Све е тоа убаво. Све е тоа убаво. И видовме ли Ајрод нешто од тоа? Ај кажи ми го Ајрод. Ај кажи ми го бенефитот. Па не знам кој бенефит ние го очекуваме, не знам што сакаме сега. Само да се врати. Чекај, извини Миро, како не знам, како ние уште не сме влезени во НАТО, кој бенефит да го очекуваме од НАТО или кој бенефит не сме влезени во Европска унија? Драг пријателе. Значи, кој бенефит? Датум која ќе добиеш за влез во Европска унија, тоа е веќе порака до секој факинг инвеститор. Оваа земја е во НАТО, оваа земја влегува во Европска унија. Вреди да инвестираме во оваа развојна економија. Кај сме? Не, мислам, ало, уклучи малце. Не можам затоа што не сум економист. И не може, значи политиколог. Да, значи не сакам да ми се меша. Ја не се мешам во економскиот дел. Екскюзи-моа. Во економскиот дел не се мешам и не зборам за економија. Еве, прешалтувам. Требаше ли да донесе една релаксација во општеството, дека со решавањето на проблемот со името, што го сменивме, ете ние попуштивме, дека ќе дојде до една релаксација и во самото општество. Чувствуваш дека ова општество, дека Македонија, дека закрвеноста меѓу фракциите, леви, десни, албанци, македонци е подобрена, релаксирана? Еве искрено. 30 години Македонија кога е била Не. релаксирана? Те прашувам дали после од Еве, збориме за тоа. Никогаш не било. Јас се согласувам. 30 години не сме релаксирани. Значи 30 години немаме соживот. Значи се согласуваме дека ништо не е променето. Ама не може да биде променето вака, значи ние очекувавме, значи малце слоганот беше подобар, како беше слоганот? Ја не давав слогани. Не, како беше слоганот? Подобар живот. За бесплатно здравство низ цела Европа, за подобар живот, за плата од 500 евра. Да продолжам ли дале? За чист аеро. Да продолжам дале? Значи, можеш слободно. Нели?
Ама не ги гледаме тие бенефити. И сега викаш, зошо отровни стрели? Па шиги ке го јадеш бе. Тоа беа нивните флоскули. Шилегов викаше, сменете ја власта, Јанко свиња дебела јаде бурек. Брани нешто што не се брани. Еве го сега, у истите лајна и он, кој што беше и неговиот претходник. Ништо не може да смени. Нели, се согласуваш, бидејќи твојата реченица пред неколку минути беше, па никој не може да го смени ова, не е Шилегов крив. Точно, ама ја не искачав дека претходникот негов е крив и дека ја која ќе дојдам, ќе биде подобро. Лажните Зашто не збориш за мојата партија сега? Значи се зборам за Либерална демократска партија, нит зборам за СДС, зборам за власта. Така, нит зборам за ВМРО. Јас ја мојата партија си ја бранам, си партиципирам и си ги застапувам ставовите на мојата партија. Кои се ставовите на твојата партија? Еве ти го кажам, еве отвори сега на Либерална демократска партија. Вчера Моника Зајкова беше председателка на младите. Сега очекуваме едногласна поддршка за законот за субвенционира студентски оброк. Ова го прави Либерална демократска партија за студентите. Па ова треба да се збори. Еве, за оброк ли дојдовме? Па они грејење уште немаат. Јанко, па знај да почнеме од нешто. После 30 години треба од нешто да почнеме. До толку ли ни е ниското нивото? Па еве нашава партија, сега се пофала мојата партија го прави. Што ќе правите друго? Еве, ова е убаво. Либерално-демократската младина во 2018 до владата достави разработена иницијатива која предвидува можност за субвенционирање на здрав оброк на секој студент. Што значи тоа здрав оброк? Сега оброците не се здрави не, треба да биде. Ама зашто сте буквалисти? Зашто сега ќе го фатиме здрав убав оброк направен на пример како 200 денари. Ако си политиколог и си дошол у емисија со новинар, одговарај на прашања, а не да се буниш зошто те прашувам. Ама нема веза. Ја не се бунам зошто сум прашувам. Еве ти за твојата партија сега те прашувам. Што е тоа здрав оброк? Значи овој сега ќе го заменувате со нов, овој е нездрав. За жал, јас никогаш не сум имал можност да видам студентиве каде живеат, сум гледал на телевизија. Фала му на Господ сум имал. Алал да ти е што не се чаламиш дека све знаеш како студентите живеат и да си признаеш јавно, да, не знам каков е живот. Што значи еден следен интервју, шетање ќе ти биде по тоа, чисто да го видиш, нели? И да помогнеш во ова. И ми е многу криво и ми е многу жал бидејќи тие се академски граѓани. Они живеат таму полошо и од Идризово. А не си видел. А тек да го видиш. И да го доживееш. А тек да го вкусиш оброкот нивни. Така и оброк, браво. И јас сум многу горд на ова што го прави мојата партија, здрав оброк. Значи убаво ти кажува зборот здрав, Јанко. Замисли што јадат сега. Не кем ни да знам. Значи, жално е. Многу е жално. Добро, окей. Значи, тоа е едно. Студентите за рамен данок, други кои вака како... Секако дека ќе поканам некој од вашата партија, ако прифати да гостува малце подетално, него сега тебе малце насува да те причам. Ако нема веза, јас сум дојден овде за се... Може би и пена да ставиме малце, ако многу греве. Добро. Се шегувам, бе. Се замисли да ти кажам право со студентите. Не знам, 30 години, мал милион партии дојдоа, мал милион влади се сменија. Многу пати минам покрај Кузман. Без збор треба и како да останеме. А види што се гради. Види што се прави. Сте имале ли скоро состанок во... Не мораш да ми одговараш, ама чисто ме интересира ставот на партијата, неофицијално, еве не мора официјално, откако излезе аферата Рекета. Пошто нели либерално многу бевме за ова, за она, слободни и така натаму и така натаму. Целата ЛГБТ заедница беше злоупотребена преку ТВ1, преку Боки, преку на крај да излезе еден абнормален, дегенеричен криминал кој ги осакати, драг мој пријателе, кој работиш на медиумите за наредниве 10 години. Тоа беа главните спонзори на сите медиуми. Ја имам среќа што имам газда у Америка, па ова е некомерцијална телевизија. Ние немаме ни една реклама. Ама како име на Канал 5, на Сител и на другите комерцијални телевизии, допрва ќе осетите. Допрва ќе осетите, затоа што тие изедени пари нема да се вратат. Кажете ми, за тој криминал,
koje je malce poголемо од оние октоподи на Бранко Црвенковски, имате ли некаков став? Мислите ли дека ова само боки и катица и се заврши работа или работа е малку поширока и подлабока? Јанко, ние како и секоја, мислам, нормална политичка партија во Македонија чека правна разрешница. Кај е таа правна разрешница? Зошто не се каже кој е умешан? Дали мислиш дека Либерална демократска партија како една од помалите партии, дефинитивно трета од после ВМРО и СДС во македонскиот блок и ешелон по големината на кажи го, на гласачи и на луѓе кои што се во партијата, може да направи нешто ван сите оние партии, ние чекаме она судска разрешница. Може гласно да викате. По мене. Нели? Не може да направите многу. Ама кој ве спречува да викате, да повикате? Бидејќи како институција, па знаеш, вашиот, ја ако викам, јас сум единка, ама вие сте институција. Знаеш, сите медиуми сите медиуми. Сме повикале, сме разговарале, све ајде ќе ги, еве, ветувам дека ќе ги поканам твоите и ќе разговараме за сите оние. Гледај сега, сакам да ти кажам од преска нешто, Јанко, пошто си ми многу интересен, избориме за мојата партија Либерална демократска партија. Сакам да се обратам и на гледачите, пошто цело време сврти се дека и оваа камера. Да, не мора камерата, не мора. Дај го кадар. Дај го кадар. Слушај. Дај го Миро. Така, Миро гледај таму камера. Луѓето во Македонија, дали знаат најпрво што е либерално и што е демократски? Како е да си либерален и како е да си демократски? Во Европскиот парламент третата најголемо или најголемото мнозинство, трето поред, се либерално-демократските партии. Па после идат зелените партии и така натаму и така натаму. Зошто? Затоа што со либерално-демократските луѓето кои што размислуваат open mind, кои што знаат дека демократското право го заслужува секој човек на оваа планета, кај што либерализмот го носиш како индивидуа. Не знам, цел живот гласаме или за десна партија, или гласаме за лева партија. Гласаме за демокристијани, гласаме за левичари кои што се борат за ниската класа на луѓе, а видовме до сега и по нашата пракса дека тоа не е така. Либерално-демократска партија е направена, тоест е создадена 1997 година со соединување на демократската и на либералната партија на Стојан Андов и на Петар Гошев. Од тогаш па се до ден денес ние, исклучок на 11 години кога беше ВМРО, партиципиравме во владите. Дали мислиш и дали знаеш некој криминал од функционер на Либерално-демократска партија, слободно кажеме? Дали некоја афера од некој градоначалник, пратеник, советник, директор има од Либерално-демократска партија? Еве кажи ти. Еве ти ми кажи. Еве, ја не сум новинар истражител, не можам да бидам валиден, ќе речам не знам. Еве кажи ми ти. Не љубави. Нема. Добро љубави. Тоа ми се свига. Перо Гошев имаше едно мото, го памне, со чисти раци. Го знам, добро. И со лепчето. Така е. Од тогаш до ден денес сме имале мал милион пратеници и мал милион министри и функционери, никогаш немало ни една афера поврзана со членови на Либерално-демократската партија. Да те прашам, Петар Гошев е се уште со вас, кај вас? Каков е неговиот статус? Петар Гошев не доаѓа, инаку е нормално почесен член на Либерално-демократска партија и ние сите го респектираме како еден од поголемите интелектуалци у Македонија, затоа што дефинитивно тој е еден од основачите на оваа политичка сцена во Македонија, но не доаѓа за жал на оние редовни собрани и на седници. Од старата гарда, мислам дека глава на партијата е Шапорич, така? Од старата гарда, да, професорот Џоран Шапорич, и се уште го има она кое што многу луѓе или ние младите гледаме, оно елан, оно мотив, знае да не седне, знае да ни каже нешто, кога ќе застане на трибина, има што да каже човекот. Шапорич има што да каже. Так. Професор, цел живот у владите, директор, министер, наставно искуството си го прави своето. Од старата гарда исто доаѓа, мислам ќе текне Јово Манасиевски доаѓа на централен одбор. Јово беше и градоначалник. Не, беше председател и беше во влада министер за одбрана, да. Љубител на кактуси, се сеќавам на интервјуто. Него и он е со вас активен, што прави? Не е толку активен, но сака и доаѓа да ни помогне, да ни даде некоја
интересен, да ни даде некој интересен совет, некоја конструктивна идеја која верувам дека ќе ни овозможи некој подобар пат, бидејќи дефинитивно човекот има огромно искуство и според мене еден од најинтелигентните политичари. Не знам дали сте имале Не сум имал тој многу памет. Не знам дали ќе имам. Бивши е на сопругата моја, така да не знам како. Не, се забрагаваш. Не. Добро, нека биде така. Така да, јас пак ја кажам, се бориме, ќе се бориме уште. Сакам луѓето да сватат како нашава партија како една сериозна партија. Партија која нема дамка, партија која знае што сака, партија која ги тера луѓето да бидат своји, да размислуваат различно, да размислуваат малце поинаку. Имаме одлични млади луѓе, имаме одлична либерално-демократска младина, Лидем, која што мислам дека е многу застапена, за разлика од другите помали партии, например, Дом, на Стефчо, Гром и на Демократскиот сојуз, такви некои мали партии кои што верувам дека и знам дека немаат младина. Ние имаме одлична младина која што гледаш донесува закони. Закони и се бори. Закони треба да донесе. Не, ми се свиѓа овој лапсус лингве затоа што за добро се овие работи, нели? Ова за студенти апсолутно на невидено го потпишувам. Еве искрено. Да су било која власт, што да ми подметнеш за млади и за студенти, ќе го потпишам на невидено. Но она што сакам да те прашам, кога се однесува делувањето во партија, особено во либерална, обично се смета, либералите се сваќаат повеќе како левичарски, повеќе како толеранција кон различностите, джендер, трансджендер, употреба на ова. Мене која ќе ми спомнеш либерално, ја пред све мислам на либералниот капитализам. Знаеш, мислам пред се на комплет ентерпретур, каде што земјата ќе биде ослободена од ДУЈП, од даноци, од секој слободно да работи. Ти си бил ептен малку ние на овие процедури го почувствувавме тоа 2-3 години, тоа е времето на Анте Марковиќ, кога се отвори све и секој можеше да почне било каков бизнис и да почне било што. Сакаш телевизија, сакаш бекстејдж, сакаш антистејдж, сакаш бурек, ово, она, ваму и таму, медиум, радија. Ти текно е како експлодиравме тие години. Дали имаш представа кога овие зборат, како зборат за 90-ти години и крајот на Југославија, како експлодираат тие работи, нови работи се експериментираше во телевизија, во медиуми, во печатени медиуми, во фабрики, отварање ова, во маркетинг, во 300 чуда, денеска го немаме. Се е под контрола, како рече Макрон и амбасадорот на Франција? Не знам. Македонија е во шапите на неколку фамилии. Тоа е изјава на лидер на Европска Унија. Мислам, еден од лидерите. Македонија ја владеат неколку фамилии. Не мораш да се сложиш. Јас тоа го изјавувам, не ти го ставам во уста, овој мој исказ. Нема врска, да. Види, па и дел од либерализмот е да имаш слобода на медиумите. Да збориш што сакаш. Нели за тоа се боревме? Нели за тоа би ви сметало ли некој ако не се согласува со промена на името и сака да си го врати името? Апсолутно. Но зошто да нема? Па и кажам, тоа е легитимно право на човекот. Не може мене секој да ме сака, не може секој да ја гледа бекстејдж и Јанко јади бурек. Едноставно, на некој јас сум антипатичен, на тој што сум антипатичен може моментално кога ќе сака да го смени програмот. Значи, апсолутно имате разбирање и толеранција и за најразлични. Ма ние спрема педерите имаме разбирање, ние имаме спрема лесбејките разбирање. Ама значи, ја тоа по дефолт го разбирам. Бараме полова еднаквост. Апсолутно. Што на мене ми е вау. На мене ми е вау. Значи, види, јас сум воспитан патриархално. Да. Значи, ја не можам тоа да го сватам. Ја до ден денес пред да си легнам и кога ќе станам од спиење, јас се прекрстувам и кажувам молитва, јас секој ден сум со Бога и се заблагодарувам целото, значи ја го сакам. На мене тоа не ми е од Бог. И нека не ми се наљутат. Ја реков, не, али јас, кога веќе сум се фатил на орото, кога сакам да живеам во Европа, кога моите деца се стремам или ги стремам, или ги учам за во Европа, мора да имат европски размислување, не може да имат размислување како татко ми од 59-та година дека не треба да има педери, дека не треба да има лесбек. Да, и според мене не е нормално, нека ми извинат, али мора да има. И на пример според мен и според многу луѓе не е нормално што полека, вака, многу си окей.
Али мора да бидам упалто. Вака, за да не ти ги извртат зборовите, дозволи ми малце, бидејќи јас сум Нека ги пофокусиран, извртат. те фати емоции, за да не ти ги извртат, да не ти тријат нос. Не, зашто? Ке ти тријат нос заради формата, не заради суштината. Суштината потполно те Ја кажав разбирам. дека немам против нив. Не, апсолутно Ја ги немаме. поддржувам нив. Значи, вака сакам да те редефинирам, затоа што ми се допаѓа како збориш и сакам да ти помогнам. Значи, максимална толеранција кон секого и кон се. Така е. Апсолутно. Така е. Какви и да се неговите сексуални Апсолутно. и идеолошки ориентации. Така е, Јанко. Ако сме верници христијани, по делата на нашите свети оци, они не прашувале дали си крстен, или си ваков, или си таков. Ние треба да бидеме добрите самаријани и да помагаме секому, а не да прашуваме кој се и како се. Одлично, супер, и така Значи, треба да ете, така кажа Миро, да не му извртувате. Не, да, така е. Така кажа Миро. Ај сега се облечи палтото да видат Нема девојките шанс. како си истетовирани. Не, овде сум целосно да видам кога ќе видат девојките. Не, шала настрана. Тоа ти го зборам. Ги поддржуваме, сакаме полова еднакост, ќе гласам за нив, ќе се бораме за нив. Иако, пак ќе кажам, тоа за мене е нонсенс ја да би го направил, но јас ги поддржувам и ќе ги поддржувам цел живот. Зошто? Ја сакам Европа. Каква Македонија замислуваш дека можеме ние да направиме реално? Јанко, Еве, не мора и партијата и ти лично. Што очекуваш? Што мислиш дека ние ова ми е можеме? прва интервју за политика, у принцип цело време избегнувам политика затоа што радио дифузија не ми дозволува, затоа што сум водител. И Зашто не ти дозволува спад- радио контузија? Овој дифузија? затоа што водам естраден новинар и не сакам естраден магазин, не сакам да се А мешам. ти не сакаш. Ја реков, они не ти дозволуваат, се извинувам. Не добро? сакам да се мешам и во политика, но имам амбиции и претензии за извесен временски период да се занимавам и така со политика, дали се кандидирам и за пратеник, за советник кај мене во општина Штип и така не, па може и кај мене во општина Кисело, така да ја би се занимавал со ова. Како би ја замислувал Македонија? Македонија. Ја како би ја замислувал? Сакаш 15 минути пауза па да кажеш или сега ќе кажеш? Не да кажам, па... Не, нема проблем. Многу интересно прашање, а веќе видено прашање. Ја никога не сум му прашал за ова у 20 години кариера. Стварно? Еден политичар не сум му го поставил ова прашање. Како ја замислуваш ти Македонија? Никому не сум му го поставил. Пред се Македонија ја замислувам многу подруго од сега. Најпрвен, може би малце клише, но стварно сакам да го сменеме односот со малцинството кој што живее тука. Стварно ми смета, сериозно. Хејтање. Не знам зошто, дали нивните телевизии, нивните политичари го налагаат тоа, но мислам дека нашите политичари се почесто и нашите телевизии налагаат дека ние треба да имаме одличен соживот. Не може да биде соживот тоа што дефинитивно они го работат и го прават за нас. Најпрвен, ако сакаме да имаме таа Македонија кој што е замислувам нас, дефинитивно треба најпрвен да го смениме мислењето на другите заедници кои што живеат во Македонија, да размислуваме малце поразлично, да ги прифаќаме такви како што се, без разлика дали се на одреден период неандерталци, без разлика дали се на одреден период идиоти и дали се на одреден период добри. Јас сум прв, без разлика дали тоа го збореше Заев или го збореше Мицковски, јас сум сепак за соживот. Одлично. Кога ќе го смениме соживотот, ќе имаме една Кон кому се обраќаме? Кој тоа треба да го смени? Значи се обраќаш кон македонците. и ние, а и они. А и они. Да. Добро. Ете, ние треба да бидеме потолерантни кон нив. Што од нив очекуваш, например? Истата толеранција како што имаме ние према нив. Сметаш дека и Знаеш, јако ни уште ги- недостасували? Не те носам на тено Не, клет. културата ја нема таа. Уште кај нас стариве, дали било Кичево, не Кичево, не таму, не. Делчево, Штип, Роби Штип, Струми, знае дека, ајде бе, да, Штиптари мало. Не бе, брат, зашто? Зашто? До кога така? Абе, не можам да ги гледам. Зошто? Ти живе тој, па у Шведска луѓе, па... Мислиш дека закони како двојазичност ќе помогнат у тоа насилно донесени? Не. Они цел живот бараат, они ќе бараат. Па јас сега ти го дам мобилниот, он ќе искочи пак и ми каже, чекај, друже, ми се свие јакната, дај ми ја јакната. Па нормално е тоа. Па веќе ти... Како ќе го пресечеме тоа
Никогаш нема. да бидат и они и ние лојални граѓани. Ја па, например, знаеш како? Ја не барам да ме сака, да не ме сака. Ја барам само да да ги почитува законите и уставот на земјава. Апсолутно. Апсолутно. Не мораш да ме сакаш. Само почитувај ги. Така функционира и Белгија. Не може да ги почитува. Затоа што се 20, колку дали си 20%. Затоа што се јавуваат, фаќаат врски, вака, онака, заврши ми работа, вработиме значи таму. корупција. И па и цел живот има, бре, човече. Па ќе се лажем или се го очи дека нема корупција. Па не може мене некој политичар да ме лаже дека нема корупција. Па секаде има корупција. Те лажал некој политичар дека нема корупција? Сега не може, ама еве цел живот ти кажам прата не може да ми каже дека нема корупција. Па чекај, во Европска унија има и корупција. Нека читав извештај. Во Европска унија има корупција. Што сакаш ти за најмалата држава во Европа, за најсиромашна држава да нема корупција? Ма дај, молим те. Миро, главниот човек, нашата неформална кралица, кој ја дадовме најголемата моќ во државата евар. Поголема моќ и дадовме од председател и премиер заедно. Виделе? Со 5000 евра плата, Виделе? со 50 гавази да работат за незе и се полакоми задникот за да удира рекет со другарчето. Ете. Знаеш И сега И треба да веруваме ние во дека во Македонија нема корупција, треба да веруваме дека кога ќе дојде некој друг дека ќе смени, дека ќе намали корупцијата. Не бре луѓе, ние сме создадени така, тоа е родено у нас бе. сега Ние сме збориш сиромашки. дека твојата партија има многу подем со млади луѓе. А младиве луѓе испобега. Оди види ги моја партија бе. Не, само- тоа зборам. Бегаат младиве луѓе. Ама оди види ги другите партии, оди види ги мојата. Не, Оди види во ред. со какви коли Во ред. доаѓаат во мојата партија. Со какви коли доаѓаат? Со какви коли, со никакви коли доаѓаат. А, добро. Ја реков со добри коли доаѓаат. Сиромашки луѓе. Зошто не бегаат надвор од земја? Еве ја бегав. Еве ти викам, живеев 5 години Дубај. Што Живеев правиш Абу у Даби. Дубај? Живеев Стокхолм. Шо праеше таму? Јас цел У живот Дубај? живеам надвор. Шо праеше? Работев, бев Шо менаџер у Nike у Дубај мол. Nike. Работев за бренд. Спортски најголем бренд у светот. Па не знаеш какво искуство имам ја таму донес. Само нека да зборам за тоа. Како мене ме гледаа арапите. Колкава плата зимав. Колкава плата земеш? Огромна. Шо е тоа огромна Огромна, Јанко, лошо е сега луѓето може нема Еве 400 евра плата си земал. Јанко, какви 400 евра плата си земаш? Значи не се Добро, збори 500. Не бре, Јанко, многу повеќе. 6. Да работиш за бренд. Најголем у светот. Значи, кој искуство го имам јас? Зашто тоа искуство него искористи утре? 4000 евра? Да. 5. Со се таргети, со се Абе, ти бенефити. си бил жиголо. Не сум, брат, бил жигало. Абе, момак како Сум тебе... работел. Сум работел Си прва, работел? втора, трета смена. Сум повраќал од работа. Не е како овака нас. До 4 администрација чека да си иде дома. Сум работел. Знаеш како овака експлоатација на работна рака. Сметаш ли дека нашиве луѓе да имаат таква плата би повраќале од работа? Повраќаат. Не, дали би повраќале од работа за Македонија? таква плата? Да. Зависи кој како. Дали секој би е кинеле различен. како- Секој различно, Јанко. Јас се разболев. А затоа зошто се врати? Па Се разболе? Да. Па значи што правиме? Па се разболев од панични напади, анксиозност добив. Па здраво колега. И за тоа јавно зборувам. Ја зборувам, ја имав 20 години напади на анксиозност. Стварно не сум знаел. Ја отворено зборам. Welcome за to тоа. the club. Само што кај мене беше физички го најдов проблемот, Кај мене беше психички. ментален. Така. Завршив 2 пати у болница како на Коста Петров книгата Со- беше, да. Со тахикардија, висок притисок, Апсолутно. 160, 240, Не бре, човек, притисокот 160. беше нормален кој ми го измерија. Не ме зезе. Мајке ми. Ја 240 со 160, после издува на трава. Со Томе Корнер. Он ме однесе со у болница. братот, да. Да. Али ја имам проблем, немам слезина, па мене у сообраќајка ми направиле кармакаш у стомакот и кога ќе добијам некоја возбуда, свинктерот се стега на влезниот мускул и ми прави тахикардија која не може да се смири никако. И после 1 саат 160 пулс, веќе почнуваш да се мрднуваш, ти треба помош. И 20 години поминав, мислев дека сум ненормален, уствари физички проблем сум си имал. Браво. Така, од детство. Ама ме научи барем да се смирам. Како ти се носеше со анксиозноста? Многу тешко. Те јадеше она дека наредниот ден имаш обврска, дали ќе можеш да ја исполниш обврската? Мислев да ќе умрам.
Тоа сите го имаме кога ќе дојде нападот. Имав тешки напади на мислене дека смртта ми доаѓа со тоа што почнав да се плашам од луѓето околу мене. Параноично. Да, имав страв од луѓето околу мене. Што сакав да направам? Сакав да бидам сам, пошто кога бев у контакт со луѓе, мислев дека цело ќе ми се деси нешто, ќе паднам у несвес. Така? Почне да ми се врати свес, почне да ми лупа параноја. Тоест паранојата јаде, ќе почне да ми се иде по голема нужда, знаеш, почне да работи стомак, кога ќе си исплашен као пред писмена, пред испит, знаеш, оно цело време ти си иде по голема нужда, и дека ти се сечат нози. И не знам што да направам, и тоа ми се деси првиот пат од Дубај Молустор. Значи, ја работев, не знам како, нема такво нешто. Колку имаш ти? 35-6 години? 33, Јанко. 33. Добро, извини. Ми се деси на 29. И почнав да се вратам околу сторот. Ме викам на менаџеров. Не можеш се контролираш, појако од тебе. Ја викам, ја не сум нормален. Нешто ми случува. Не вика, човек што не е нормален, не може да каже ова. Така. Не може да се процени дека не е нормален. Да. Ти имаш панична, он беше енглез од Лондон. И ти дај кеса да дуваш? Не. Она не вика CO2? Не. Иди дома. Идам дома. Имав девојка тогаш, живееш со мене у Дубај, и викам, Марија, така и така ми се деша ова. Вика, дај да прочитаме интернет. Да, сите симптоми на паничен напад. Јанко, се повеќе и повеќе. Да. Почна рока, не можам у метро да се качам, не можам у кола. Значи, почнем готово, нема легнам од дома не можеш да излезеш? Не. 2 недели не бев на Агарофобија. работа. 2 недели не бев на работа. Тоа Дубај, а јас живеев у Дубај, Марина. Облакодери палмата пред мене. Човек, да ја се плашев. Да излезеш надвор. Агарофобија те фаќа, да. Страф од отворен простор. Дека немаш безбедност, дека кога ќе ти се слоши надвор готово, а дома си безбеден, да, зона. Познато ми е све. И ме врати тоа. Ме врати у Македонија, не можев. И што направи? Побара лекарска помош? Да, и се изнервирав. Отидов на психијатар, и психијатарот ми кажа, ти не си за мене, ми вика. Не си. Ти имаш анксиозност, ти си интелигентен дечко, ти си многу паметен. Бидејќи анксиозност не е болест, тоа е состојба. Така е. Тоа е као грип. Така. А не е тоа рак. Нели, психички менталната болест е рак. Така. А анксиозноста е грип. Нешто што ќе те фати. Тоа може, ама знаеш што, многу интересно, а кај нас патриархалното никој не признава. Они поише пазат на забар, поише пазат него ли менталното здравје да си го пазат. Тоа е кај нас срамота. Јас затоа немам срам да зборам за ова што сум го доживел. Дали треба да се срамиме да збориме за историја? Тоа е наша историја. Тоа е твоја, тоа е моја. Историја никога не се менува. Не, обично викате овој не е нормален. А тој што ќе ти го рече, тоа истите работи ги поминал. Каже ми, го надминали дефинитивно? Да па сакам да ти кажам. И си доаѓам дома, а јас сум мамино дете се уште. Мајка ми вика, добро синко, као шо ти е, зошто си дое толку рано? Вика, мамо, ако ме пратиш уште еднаш како психијатар, пошто ја не ќе видам. Мене мајка ми цело време и татко ми, иди, пошто мама, ко мајка се секира, знаеш за синчево. Вика, мамо, ако ме пратиш уште еднаш, не ќе дидам. И се реши, викам сам. Јанко, не знаеш како сум пробувал. Колку ми е било тешко, сум сакал главата, сум сакал да се повредам, за да не ја чувствувам таа анксиозна горчина у мојот мозок, да се знаеш, да ме боли ушево, да мислам на ушево, не да мислам дека ќе умрам, дека нешто ќе ми се случи, да имам параноја, да имам страв, да имам депресија. Затоа анксиозноста и панични напади се бранови. Они доаѓаат. Мене до ден денеска ги имам. Ама знаеш да се носи. Вчера у кафана седам Скопски, ми дојде, рекам, Мира, што ти е, брат, од кајде? Од цигари, знаеш, почна загушена музика и пак луѓе за уши, рекам, Мира, исколи, брат, тоа е. И готово, поминува. Интересна работа, ја као ептен клинец, бидејќи не можев да ја поврзам својата, ја имам огромен вака жик кој ми е отварано од сообраќајка, мене кола ме прегази као дете. И они ми кој знае што ми правеле таму, и бубрези, и ова, и оне, додека се соземав години ми требаше да се вратам у нормала. И нормално јас сум развил некој гастритис. Ја гастритис имам од 6 оделенија. Замисли. Да. И сега тој гастритис таму прави кармака, што мускулите од стомакот, па ја дебелината не ми е од јадење, мене ме пријатели. А сите мисла Јанко свиња многу јаде. Ако, нека ме мислат. И интересно еднаш во еден таков напад, бидејќи не знаев
клинец бев, моите не знаеа и викнаа брза помош. И сега тој колку толку прибран, ми вика што ти е? Викам не знам. И шо ако па не знам, страв ми е. Од што ти е страв ми вика? А да ти кажам, тахикардија удираше срцево, вака, ова идеше целово вака. Најлошо. Вака. Најлошо, Значи, најлошо. волуменот на срцето, еднаш и на кардиологија кога заврши, волуменот на срцето ми отишол пута 4. Значи, притисок сум имал 260 со 160, 240 со 160 и 160 пулс. И тоа не можам да го... А свесен, не знам што се дешава. Седиш вака, ба, немаш контрола. И тој ми вика, ти имаш паничен напад. Ја викам, крстословка можам ти решавам. Добро, и... Нели? И ми вика, добро, и сега што е работа? Тоа е работа. И од што ти е страв? Па не знам, викам, да не умра. Па ако дошло време за умирање, и си отиде. Ноншалантно, Ја сега мртволано. седам, викам, чекај бе, ја каков верник сум бе, сега нешто, ја се крстам ово, она, а ќе се паничам од смрт, Да, така па е, така кај е, идам да, бе, кој да, одлучува да, тоа бе, да, па да, срамота. да. И така се надминува таа ситуација. Ја имам, може ќе ти помогне, господин Ортаков, беше 2 пати гостин кај мене во емисија, ќе биде и трет пат, и имаме цела емисија, ја има на мојот канал, да ја изгледаш исклучиво за панични напади избориме пред 4-5 години. Знаеш што ми вика? Епидемија. Знам, 1/3 од светот. Што збориш? Епидемија Знам. од луѓе. И тоа не знаат од што им се случува. Така што нема од што да се срамиме, подобро отворено да збориме, да ги охрабруваме другите. Дефинитивно, ја тоа го. Јас Ништо. сум бил и на јавни дебати и на панел дискусии, сум зборил заедно со мал милион јавни личности од Македонија токму на оваа тема. Да ти кажам, например, мене ме фасцинираше, па видиш у тој ментален Весна Бебе, ти си имал 100 интервју со незе. Така е. Да. Овде кај мене у емисија која се отвори, која ми прозборе за низините депресии, Така, знам. за И кај суицидни мене, да, мисли. да. Така што Да. тоа беше многу потресно и многу јако. многу јако. Ама јака жена. Она долги години. Да, Фала му се на изборува. Господ и слава му, јас година и пол кај мене траеше. Така. Да. Година и пол и ме многу криво Јанко и мајка ми до ден денес знае да каже, синко, не ти било пишано да останеш у Дубај. До ден денес кога ќе го погледам Дубај онака, затоа што тој е магичен град. Станува збор за еден град кој што нема допирни точки или, на пример, кога ќе ја спореш Прага и Виена, ќе имат А шубаво ќе те дриблав. Што сакаш сега? Не, ќе те дриблав зошто се врати уопште. Кога сите бегаат, ама си имал мака и си дошол дома, кај Господ. Да, кај го Те разбирам. Видиш, маката кај не враќа дома, кај мајка, браво кај мајка Македонија. Така Е како бе да ја не ја сакаш оваа Како да не, земја? па нормално, па кој не ја Како сака? да ја предадеш, Па кој не, како па да ја кој не? плукаш? Еј, ние сме предавани цел живот. Ние ќе ја плукаме, ние сме толку многу лоши, немој да збориш, бре. Немој да збориш. Ние сме едноставно во нашиот ген. Го знаеш вицот Го во има Македонија? Што го не го знам. Господ, која разговараат и вика, леле каква златна земја сум нафрел. А ѓаволот вика да видиш што народ сум пуштил. Многу сме лоши. Многу сме лоши. Многу сме. Многу. Многу сме. А знам дека можеме да бидеме подобро. Знам од децата мои, знам од тебе, знам од најблиските и како таа епидемија на добрина не зафати, тоа е толку завидливост, толку злоба. Знаеш што мислам дека е тоа? Тоа е Сиромаштијата. сиромаштијата. Ама, слушај, немаме таков ген на пожртвуваност како што имаат едни јапонци, како што имаат едни германци, Јанко, тоа се нации. како што имаат едни словенци. Еве бе, словенците се ситна нација. Ситна нација. Еве ти ги Малта се ситна нација. Значи, што пожртвуваност. Не бе, уште трчаат по партии. ВМРО да дојде на власт или СДСМ да дојде на власт. Зошто? За да се вработи. Па личен интерес бе, Јанко. Па личен интерес да работи Што у сакаш? администрација, не да заработува, не либерално да отиде у Америка да заработува. Овде ми се јавуваат, ми зборат за зошто бегаат наши во Австралија и у Америка. Затоа што знае дека ако отвори пекара со свој труд, он ќе успее. Овде не може ако нема партиски врски. Не ме зезај. Па нормално ќе му пуштат инспекции и ќе има голема кирија и како ќе обстои. Па како може да го смениме тоа? Можеме да го смениме, ти викам, смени темата за политика. Дај да збориме нешто друго. За женски?
Па за женски, Ајде, за женски. За бекстејдж малце да збориме, збориме за естрада. Ајде да те убедам сега малце да ги покажеш трицепсите, идеме со пауза, па да тамане е топло, да го соблечеш капутот и женскиве да вриштат по тебе. Ајде. Одиме. Миро Кацаров доби многу реакции, мене ми израдува вака уживо, баш како ми рече, рандом луѓе не гледаат од доктори, од пријатели, од актери, од се и се што. Сега да ги предупредиме, бидејќи до сега Джандари. Од Джандари. Да. Да ги поздравам Алфите. Да. Најдобра екипа. Баш пред некој ден прочитав Алфите спасиле некое дете кој се изгубило, веднаш го нашле. Они која беше 94-та година, го спасија син ми кој залута во една опасна зона, го најдоа и јас сум рекол од тогаш. Алфите за мене и полиција не ми е важна која е власт, респект за нив. Така е. Они што го прават. Тоа критики и ова она не ме интересираат. Така што за кој нема респект. критики? За секој има критики. Туку вака сега. Бидејќи сакам да идам, тргнавме од бекстејдж, па го кренавме нивото со политика, па со некои искрени емотивни исповести твои и така натаму и верувам дека допреа кај не. И сега ја би го спуштил нивото. Ајде. Ама ја би го спуштил нивото, дај ми широк кадар. Вака би го спуштил нивото. До долу е па? Вака. Не до долу тука. Аха. Ова е вака, например, естрада. Ишо сме убавила, гледа. Сега се гледам Ти се пропата. свиѓа? Па остај му кадари. Ја не. Ама знаеш што ми е лошо? Што? Што у исти кадар јас да бидам со тебе. Зашто да? Абе човек, значи предобро изгледа за... Не. Значи и нормален човек лошо изгледа Ти покрај благодарам те. на комплимент. Не, стварно, идеш ли у теретана бе, се вежбаш ли, шо Се правиш? вежбам цел живот, ама ти кажав, последниот период многу сум по кафани со колеги, со пријатели, новогодишни Шо вреш по забави. кафани бе? Шо правам? Пијам, брат. Многу пиеш? Па знам да се напијам. И кој ќе се напиеш? Многу сум мирен, многу се смеам, имам многу убаво пијанство. Да? Да, многу сум ги сакам сите. Знаеш, дали има пијанство кога си пијан, или ќе се тепаш, или ќе плакаш, или ќе пееш, или ќе јас сум одоеш, где кај си братче, срце, моја љубов и оно. Ајмо, баци бригу на веселју. Мајке ми таков. Шо правиш со жени? Имав многу долги врски во живот. Како бе Затоа долги сум врски? Сам, да. Па имав 5 долги врски, значи од 16, сега сум 33, 5 по 4-5 години, 5 по 3 години, така 15 години се во врски сега. Сите те утепаа? Или ти побегна? Не, 2-3 ме утепаа. 2-3 те Ме утепаа? утепаа. Те згазија? Ме до крајче. Да? Да. Онака, Скроз. Да. тоа е добро. А? Тоа е добро. Ке научиш нешто во живот. Не, све ќе научиш. Све ќе научиш. Целата благодет на сопругата ќе има. Мајката на одлично. твоите деца. Браво. Така. Тоа го чекам. Така. Пошто вака девојчиња сега те гледаат на телевизија, вака, онака, јас немам емоции. Јас едноставно сега идем од потреби. Значи, мене ме малце жал. И уште сум го велел. Да. И затоа чекам и ќе дочекам. Фати, пушти, Цело време. лапни, голтни, Да. пушти. И сум уморен, знаеш како викаше? Не дај Боже јас да починам. Знаеш Уморен како викаше сам Тоше од Прајски на живот. последното интервју? Како викаш? Весно уморен сум, јас сум исто јанко уморен од таквиот начин на живот. Последното интервју е кај мене, ама никогаш не го пуштив. Стварно? Да. После тоа имаше? Последното интервју на Тоше е кај мене. Тоше ми беше другар, ги имам и неговите СМС пораки, али реков, заради целото лудило што беше, тој интервју нема да го пуштам. Ми се јавува од Загреб, од Белград, знаеја, на наша ТВ го направи. Само едно ќе ти кажам. Тој интервју каснеше 1 саат. Ја не знаев, мислев дека Тоше доцни. Го најдов у ходник како седи и плаче. Не може да се смири. И викам, пред телевизија, у канцеларијата кај што е ова. И го прашувам, викам, Тоше бе, што е? Беше и Лилја. И она вика, ако извини, ја не знам. Знаеш, викам, окей. И викам, Тоше, да одложиме. Не, викам, да се смирам малце. Што е проблемот со Тоше? Тоа е само заради една работа,
од што го почитувам, од што го сакам, ама еве ќе ти кажам ексклузивно, да не го кажам у бекстејдж, нека биде во моја емисија. И го прашувам, Тоше, што е? Липа плаче. Абе како дете, не може да ми изговори. И се смирува едно време, абе вика, ми се случи, вика, нешто, вика, што бе, вика, сакаш да ми кажеш, ке ти кажам, вика, и ке да се смирам, ќе ја направиме емисијата, ако не ти е проблем. Треба, почнеше у 10, у 11 почна. Вака беше емисијата. Искажувањето него кон мене. Бил у Крушево. Го начекал татко му со кеси лепа. Шо правиш, тато? И вика, се збуни, вика, не ме очекуваше, ненадејно дојдов, не им се јавив. И вика, ништо, вика, еве, ова, она. И што е ова? И као гледам, вика, гледам муфлосан леп. И шо? Абе, за кучињата. Вика, ќе доаѓаш ли дома? Не, вика, ќе си идам. Добро. И вика, многу чудно си побегна. Вика, со кесите. Доаѓам и вика, и мене јангза ми изеде, доаѓам дома, го наоѓам тој муфлосан леп како го сечат дома и го јадат. Ја викам, што правите, бе? И вика, кога ме видоа, татко ми побегна у друга соба, мајка ми, вика, плаче, вика, немале пари и купувале мувлосан леп неговите. Ова искажување, јас се извинувам, можеби не сакам да ги вознемирам, еве неговата фамилија. Тешко ми е ова да го кажам. Немале пари и им било срам да му побараат. Вика, зошто не ми побаравте? Ти си дете, треба ти да си го живееш животот, а не да се грижиш за нас. И што направи? Ништо, вика, саат време сите плачевме. И вика, седнав у кола, дојдов кај тебе. И го направивме тој интервју и никому нема да го пуштам, никогаш да отиде. Го скршив CD-то, го имав, за да не паднам у искушение да го ставам на YouTube, бидејќи таму збориме за музика. Кај Весна Бебе он не збори за музика. Таму се збори све и свашта, ова, она, па јавување, па било ли ова. Он збори исклучиво за албумот кој го снимаше у Грција двојазично. Јас седев на бубњеви и така натаму покушавав да го расположам. Али гледај ти, наша естрада, колку страдале најголемите наши имиња. Знаел ли некој? Зато Тоше бил ваков, Тоше бил таков, Джипот не бил. Колку паразити исцица на негово име, а? Кажи ми. А човекот... Мал милион. Па тоа е тоа. И ние сега, знаеш како, викам, ќе ја спуштам нивото. Па за кого да го кренам, бе, пријателе? Оти у наша естрада не спаѓаат Тавитјановци, не спаѓа Горан Трајковски, не спаѓаат Мизар. Кај нас спаѓа некој, не знам, фолк. Еве, искрено да ти кажам, ова сакам да ти кажам. Ова сакам само да... Мусијалом на Гаро не прифаќа интервју. И? Те разбирам. Како да спаѓа? Те разбирам. Еве, сака он кај мене да дојде. Еве, ќе дојде кај. Пар екселанс музичар, апсолутно. Во ред. Ете, ја ќе го убедам да даде за тебе. Важи? Нема проблем. Знаеш зошто? Заради овие другите. Заради овие. А тоа сакам да те прашам. Едно време ја за Фокус пишував и Никола Младенов ме молеше да правам интервју со нашите популарни фаци. Ја верувам дека ми е тоа најтешкиот период во животот. Никогаш го снимавме претходен пат за бекстејдж. И секогаш ќе ти го кажам. Да. Кажи ми како преживуваш со тие суетни луѓе кои ништо не прават у живот, мислат дека не знам, тие некој спот што ќе снимат еднаш годишно, кој знае што направиле, и уште да им се тресеш, да ги прикажеш во најубаво светло. Знаеш, си легна на брашното и тие, што снимаат спот еднаш годишно. Ги нема никаде и тие ги нема што. Не ни снимаат веќе, Јанко. Значи, у Македонија, на македонската естрада, преживуваат пеачите. Не знам како ти кажам, ако на времето македонската фудбалска репрезентација, збориме за селекција, беше 193-то рангирана на FIFA листата. Денеска македонската естрада на истото завидно ниво. Ние немаме естрада, ние се бориме. И што правите бе у бекстејдж? Па тоа ти викам, ние се бориме. Бекстејдж 11 години ја држи таа естрада, да има снимање, да има звезди. Колку нормално, значи има сега 5-6. Еве ти е Каролина ќе ја спомнеш. Еве ќе ги спомнеш
И ќе ги спомнеш. Владо Јаневски цел живот. Значи треба да не можеш одма, треба да размислиме кој се верува. Така, да, така. да размислиш. Ама у година дена тоа се пече с луѓе, а ти ајде. имаш секој ден емисија. Па тоа ти викам измислуваш Со кого? топла вода. Измислуваш топла вода. На нас не е најтешко бе Јанко. Јас знам, затоа и Затоа прифаќам. кажа. Ја не се осеќам дека бекстејдж во тој комплекс треба да бидам јас. Ама знаејќи ви ја маката, у секое време 100 пати ќе ви дадам интервју, Така. него да ме викаат на било која друга Така, телевизија, ве така. искрено ти кажам. Секој дневно ние измислуваме топла вода, зборејќи со јавни личности без разлика дали се популарни и актуелни. Ние мора да имаме програма. Мора бекстејдж да биде бекстејдж number 1 затоа што еве на Кајмаковски бившата преска ми ја спомна. Ова видео, ова стои колку пати е гледано ова на YouTube. 75.000. 76.000, снимено на 9 август Оваа 2019. година. Сите портали објавија и тоа се реобјавија. Пора нешто да собраха, бев во депресија по разводот. Ова интервју ја го правев. Пушти режија. Ven te cuento de una vez, tu descanso está en la cama de mis pies. Ven te cuento, 1, 2, 3, mis pasitos son descalzos. Баш поради оној топлотен бран кој што го најавија, а и веќе стигна кај нас во Македонија, температурите оваа недела ќе бидат над 40 степени. Затоа одлучивме да направиме едно разладување, една интересна жешка фотосесија со дефинитивно една од најубавите девојки во Македонија. Вие, драги мои, добро запамтете го незиното име и презиме, бидејќи станува збор за девојка која итекако ќе го освои оној македонски моден свет, а на јавноста е позната и како поранешна жена на Даниел Кајмаковски. Кристина, твојот поранешен сопруг Даниел Кајмаковски за прв пат во бекстејдж даде изјава дека вие не сте заедно. Ја слушнавме неговата страна, ајде, редно време е да ја слушнеме и твојата страна, тоест да слушнеме од женската страна што имаш да кажеш. Па вака, ние имаме голема почит кон вас и заедно се договоривме што всушност ќе изјави Даниел. Така да тоа беше и од моја страна, така да немам што друго да дополнам на тоа. Ние се разделивме на пријателски начин и сме во контакт заради нашето дете, Давид, кој што е нормално најважно. Пред малку ми кажа дека никој од нас не сака и не очекува развод, поготово кога тоа ќе се случи на млади години. Некогаш во подсвеста знаеш да се кажеш и да кажеш зошто се разведов или зошто се омажив толку млада? Па не, јас сум среќна што го поминав и тој дел што разводот доста ме созреа, а мило ми е што доживеав таква љубов затоа што тоа сепак беше љубов, но ете патиштата не разделија како партнери, но сме тука да бидеме пријатели и добри родители нормално. Ти беше тешко после разводот, имаше моменти кога онака мислеше дека светот пропаднал? Па да, ќе излажам ако кажам не, затоа што кога некого сакаш и ти е стало и нешто не успела, нормално дека е тешко, но се е за луѓе и треба да се избориме, затоа што јас сватив дека никој нема да дојде дома и да ти каже ајде стани и направи си нешто, него мораш самиот да имаш јака психа и да продолжиш понатаму. Многу брзо се вратив назад, но беше долг период на да речам, на затвореност, не ќав да комуницирам со никого и така поминав депресивен период, но битно е кај сме сега, така. Така, нормално. Навистина, што можеме да заклучиме од оваа естрадна културно-уметничка работничка? Ете што може да заклучиш. Супруг на Даниел Кајмаковски е ова прекрасна девојче. Прекрасна е, тука нема збор. Убава е, стварно убава, симпатична и елоквентна. Значи, она е модел. Аха, работи како модел. Да, работи кај Мики Црнокрак и сака сега да се занимава со пеење. И верувај ми, баш вчера ја видов снима спот. Снима спот и она е облечена како ниедна друга македонка што 30 години на македонската музичка сцена. Јас тоа го зборев пред некој време бев гостин во една национална телевизија. Што ми е битно како е облечена? Друже, тоа е најбитно. Не, друже, тоа е трето битно. Најбитно е што ќе отпее.
тоа кај водителите кај нас многу битно што ќе кажеш. Ќе отпееш, имаш таму iTunes, MyTunes, како ја викаат, Не. Абе, нели научивте од Каролина и од Тоше што е најбитно? На чекај сега Каролина, никој не споредил со Каролина. Дали мислиш дека секој е цеце у Србија? Па зашо србинките се популарни, бе, Јанко, имаат цицки, имаат газови, имаат усти, бре, човече. Кажи ми една кај нас така со некој провокативен спот. Или ти да кажеш, ја и ти сега да седеме... Кажи бе некоја. Кажи, брат, Кажи бе некоја. Ги чутат, нема што да каже. Еве, тоа ти го... Ајде кажи некој у Србија ќе ги наброиш 100 такви. Одма. Бугарија, Уште толку. Грција, Ендакси. Охи, филе. Окей. Муабетов ми е, кај нас нема провокативност. Збореме у она умерена доза, кај што тоа би звучело симпатично и би изгледало симпатично. Човече, ја како муж сакам да идам на настап или сакам да гледам топ риба. Некам ролка да гледам. Јас сакам да гледам добри... Веруј ми, значи јас сум алфа мужик. За мене жената представува све. Сега, например, Ти да си алфа мужик, прво ќе го соблечеш капутот и ролката и ќе покажеш тетоважата. Ја кажам дека не сум благајник у комерцијална банка или у стопанска банка да седам у ролка. Значи јас сум јавна личност што може има право и може да седи вак. Зашто си толку стокмен? Стокмен, не сум стокмен за кај тебе емисија, имаш гледана емисија, до 30 години си. Сега ја викам да покажеш трицепси, бицепси. Ја ти викам да без сум одушевиш. вежбан, он пак да Сега, покажеш трицепси. сега нели збориш дека сакаш да биде? Па еве не сега, сум, ја жените не сум сакат да жена. те видат убаво. Не снимаме спот, ја и ти емисија снимаме. Па еве зошто да не. Не. Во Хрватска на емисија кога беше популарниот Не ме укапира се. Лупен фотограф ја соблече блузата. Не ме укапира, другата изборам. Значи, за да имаш естрада, мора да имаш и голотија. За да имаш голотија, мора да имаш и фанови. А како се тоа прави? Тоа ти е еден проект. Тоа ти е производ. Као Кока-кола што имаш све и на крај испаде Кока-кола. Исто ти е тоа и естрада и добра пејач. Добра пејачка без добар спот не бива. Добар спот без добар задник не бива. Добар задник без хируршка интервенција не бива. А хируршка интервенција без пари не бива. Тоа ти е како една пирамида. Значи, се иде постепено. Добро, ти би Ништо легнал немаме со ние. фейк девојка? Сум лежал и сум... И добро е тоа фейк, мислам, на рука како е силиконот? А ти си против фейкот? Не, ја прашувам. Може ли да прашам без да ми поставуваш под прашање? Добро, новинар сум ја. Јас сум и верен цел живот на госпожата моја уште од 90-ти години. Добро. Не сум налетал на силикон у руки. Добро. Те прашувам, силикон на фат добар ли е? Да, бе, брат. Да? Топ. Топ. Нема лабо, нема спрома што ќе... Знаеш зашо? Оти сакам за укола да се става медно, знаеш, и онака на менјачот. Нема веза. Види, у принцип не сум љубител на гради. На задници си? Да. Ама и таму нели се прават потпунки со силикон? Да, ма немаме ние пари за тоа. Ја не сум правил. Добро, ти не си правил. Не, Нашиве ни една нема правено. Не, пари. Они сега ставаат само филери, јабучници и гради. А тоа збориш ова ботокс? Така е. Ние немаме доволно пари и не сме во тој... Кај го ставаат ботоксот? Во Бугарија? Па не, има сега тука кај нас познати доктори. А има и кај нас? Да, има. Добро. Тоа е многу, па тоа е ефтино, 200-300 евра, 150 евра, 50 Кој евра. од естрадава најдобро изгледа по тебе? Од жениве? Убаво прашање, ја кажа. Една единствена ми е, цел живот. Која? Каролинче. Каролина? Каролинче. Рибетина меца. Ракета. Аха. Тоа ми е за мене, оно битолско чупе, убаво да, цел живот е убава. Цел живот е слаба. Цел живот е модерна. А од овие новокомпоновани расцицлени... Нема што брека ги нас реже- јако, кој Нема, е никој. расцицлена? Добро, ништо Тамара е прашам. единствено Извини. расцицлена. Тамара Добро. 30 години на естрада. Не, ама Елена Тамара... Ристовска расцицлена 30 години на естрада. Колку се расцицлени сега? Која друга е на естрада расцицлена? Не знам. Сметаш дека ако почнат така да прават, инвестираат во себе, дека нешто подобро? Ја да сум жена Да? и да сум пејач, ја ќе имам настапи секој ден во Македонија. И ќе ставиш вештачки овој Јанко, силикони? бе, пари правиш човек. Ама тоа сака народот да гледа, ти не мора да се курваш за пари. Ти биди го, значи биди производ што сака, биди J Lo, искочи со некоја хеланка. И дојди со некоја значи има сега има латекси, матекси, мал милион работи кои ќе ги натекнеш и ќе изгледаш убаво. Зашто мора да искаш со ролка? Ти шо си, пак ќе кажам, продава сладолед, работиш фактури, не знам, администрација. Ме сваѓаш, сакам да ти кажам. Пак е се нема естрада. Па не може да има естрада, па ги нема девојки. Како викат, не ми беше убаво вчера у диско. Па нема ти било убаво, бе, куре, ако ништо не си правил.
Како ќе ти биде убаво? Ако дремеш цело време, не. А ако има жени, Ако има акција, ако бапнеш некоја, ќе ти биде убаво. Нормално е тоа. Ама нели така? Не му било убаво, сина ги одриза. Ама ако дремиш го миздир, како ќе ти биде убаво? Исто нас нема, па дремат сите. И сега само бекстејдж, нема други естрани магазини. да, имаш уште неколку, ама пропадна, не издржаа. У екипа е таму Блажевски. Така. Не ги знам другите. Ева е уредничка, имаме двајца прекрасни новинари, тоа се Јасмина и Стојан и сме многу мала, а шампионска екипа. Но имате една прекрасна млада девојка која е твоја соработничка, А, која да. е и сакам збор 2 за незе, Да. бидејќи ја гледав и како пејачка настапи, она е керка на мој многу добар пријател, Да. пријатели се, она е блиска и со мојата керка. Па кажи ми малце повеќе за неја. Да, пред, не знам, 2-3 недели Барбара Ракичевиќ, збориме за Барбара Ракичевиќ, тоа е едно ново лице на македонската, па не можам да кажам, ајде да кажам, телевизиска сцена, заедно го водиме бекстејдж. За Барбара само имам да кажам многу добро. На 15 години баш пред имаме застанат со Блажевски и каже ја бутнавме сериозно Барбара Воги. Добро, збори ти, оставиме мене шатрам. Ја ставивме Воги затоа што Барбара на 15 години дојде да води естраден магазин кој што е бренд во Македонија, дојде да гледа најгледан, па грешиш Јанко. Да, гледам. Да, и некако не и толку многу посветивме внимание колку што требаше да биде посветено вниманието. Достава девојчева на 15 години седна со мене, кој што јас сум 10 години водител, седна со мене, имаш фотосесија, ти кажам, со Барбара. Еве ја долу. Каде треба да ја најдам? Еве иди надолу. Еве ја, трето, прво, под анкета, иди се лево, еве. Ајде да ја видиме. Ова е фотосесија да даш, ја снимавме и она. Она има 13-14 години. 15. 15, Да. извино. Добро. Да, и керка ми више 15. Јас своја... Да. Добро. 15 години, ми е водителка, партнерка во бекстејдж. Како се снаоѓа? Одлично сега, Да. знаеш. Многу пати не сакам да Она и кажам. како пејач добро се Убаво снаоѓа пее, на сцена. Да, има многу Убаво лице, има Камера ја стил. сака. Да, камера ја сака. така. За разлика од мене. Ворет ли е тие тебе на 15 години, еве и ова некој да го прави? Нели треба да почекаме уште малце или ворет ти е тебе? Одлично прашање. Добро. Имаше мал милион коментари на YouTube и по социјалните мрежи, не знам вака, онака, на 15 години Јанко, Бритни Спирс беше милионер. Од 15 години, ако сакаш да направиш нешто, од 15 години, Шумахер не седнал на 22 години да биде шампион. Шумахер од 15 години возел формула. Горан Пандев не дојде у Интер да игра у Италија на 32 години. Горан Пандев играше не знам каде, Катанија, Матанија и у Беласица играше на 13-14. Значи, како беше? Од мал се создава нешто. Така е. Се согласувам. А она има афинитет за ова што го прави. Убава фотосесија. Замисли, Барбара 15 години. Искуство има, кој е овој дечко бе? Кој е овој дечко, бе? Батали го е селјакот Штип. Зашо не те познав, човече? Што си ми различен овде на сесија? Гелав сум. Гелав сум и не сум у бунда. Не си у бунда. Да. Добро. 15 години е, 15 години и треба како постари, предпоставувам дека малце сте повнимателни спрема незе. Дефинитивно и некако сум како батко наклонет и сакам да учи затоа што има што да научи, не само од мене и од целата екипа која веќе 11 години. Браво. Владее на македонската телевизија. Кој сегмент она па го покрива? Еве ти све покриваш и те гледам, немаш гајле. Од политика до мене бричиш. Да, она не снима интервјуа. Добро? Она само у студио со мене. Седнува со мене у студио, имаме сценарио напишано кој што некогаш јас го пишувам, некогаш го пишува Александар Блажевски. Така. И седнуваме и тоа сценарио го разработуваме и едноставно имаме интересни најави кои што се многу спонтани и Так. многу интересни. Што се однесува до студиото, вие конечно имате едно свое студио интерно, направивте едно ново. Да. Чекај сега додека да го најдам ја. Го нема Ќе што оставиме. Негдека го има на овие, ако не се Не, го лажам. нема. Го немате Го овдека? нема, не. Да. Добро, во ред. Направивте конечно и студио и веќе се етаблирате
Веќе ова ќе биде, освен оние на брзинка прилози пополни време, Така. веќе малце посериозно ќе им конкурирате на овие ток-шоу емисии Така е, кои late night ги show, нема, така е, кои ги така, нема, да. кои Да, ги направивме нема. интересно студио со софа, со седење, со интересен лед телевизор позади, со Скопје. Изгледа Лед телевизор со седење, Со Скопје. со Скопје. Браво, нешто ми е познато. Да, буквално така, буквално Браво, така. да. Па гледаш, мојот инстинкт добро ме водел и овие 20 години. Тоа е тоа, не треба Богами. да измислуваме топла вода Така е. од она што го измислиле на Late Night Show, Така е. уште од време на Джей Лено и Летерман. Така е, апсолутно. Или- Тие се двајцата предводници на таа телевизија. На современо време, иако го има и предходно, нели? Така е. Ке идете ли, например, на такво нешто, Late Night Show? Имате ли такви амбиции? Јанко, се мачиш бе ти? Се мача. Со спонзори? Немам јас спонзори. Чајте гледаш. Се мачиме ние. Да сме држава како што сите сакаме и заслужуваме ние видели и на такво. Тоа би се викало бекстејдж специјал или бекстејдж. Зашто нема спонзори, Миро? Не дават пари. Зашто не даваат пари? Затоа што живееме во многу лошо време и лошо општество. Сакаш да ти кажам една моја теза? Без политика да мешаме, значи живееме во лошо време. Не, ја ќе ти кажам. Во криминал, ја ќе го вмешам муаветов. Рекетот, кој е сега на суд, искамчи пари, 20 милиона, за кои ние знаеме. Знаеш ли колку е маркетинг колачот годишно за сите медиуми? 2 милиона. 20 милиона тоа е за 10 години изеден. И то за 20 знаеме. Од фирми и компании кои се рекламираат. Пиварници, водарници, текстилци, Така е. маркети и така натаму. Да. Тие пари нема да ги видат назад они. Не. И овие уште 10 години нема да има пари за маркетинг. Прашај ги како преживуваат телевизиите, ќе ти кажувам, и убеден сум дека исклучиво само по партиски налог. Никако по... Уште ние не живееме по рейтинг. Чувствува? Вие сте со највисок Со рейтинг. највисок рейтинг во Македонија. Јас сум со 7 милиони гледања на YouTube. Само на YouTube. Па сега ти види. А Па 20 сега ти години види. си на телевизија. Па, Секој ден емисија. е така. И сега, Сакал некој ке те гледа некој. значи, и најлошо да е, ќе се најде Абе, еден секој ден. по закон на грешка. По закон на грешка, некој ќе пушти реклама. Тоа ти викам. На Извини мене што канал. те ставам у политика. Политичка е работата. Затоа у политика вести кои се 5 пати понегледани од мене и тебе имаат повеќе реклами, затоа што читаат партиски соопштенија, бе, пријателе. У понеделник доаѓаат моите колеги од Канал 5 и од Сител кои работат Да. контактни емисии. Роберт и Александар. Да, Роберт и Александар, го поканив и Огнен, за сега немам одговор, ако дојде и он ќе бидеме четворица, ако не, ние Интересна тројце. емисија ќе имаш, да. Па, искуствата баш ме интересираат нивни со нашиве пациенти. Да. Ја ти посакувам многу успех и искрено да ти кажам, за ниедна пара не би го работел тоа ти што го работиш сега. Да работиш со естрада и со тие суетни луѓе, ја не би имал нерви. Ја кај што сакам да поставам искрено прашање, ти си многу попрофи од мене. Овој комплимент многу ми значи, бидејќи прв ваков комплимент да ми даде Тарик Филиповиќ. Седејќи со Тарик на едно интервју ми кажа, ти си многу попрофи од мене, не може да му верувам, не му верувам, исто кој на тебе нека не ти верувам, затоа што вие сте двајцата едни јавни личности кои долги години сте на телевизија, јас сум многу помлад од вас, но сепак сакам да слушам од такви некои доаени на водителството на некои други комплименти. Еве веќе ги расчистив. Ако. Да. Донеси Друго. джогерот. Друго Малиот сакам нека да ти се зачисти. заблагодарам на интервјуто. Нема проблем. И сакам јавно да кажам една искрена работа, уште од мал, кога те гледав, кога беше и на Тројка, кога беше и на наша ТВ, имав една желба да седнам со тебе да направам муавет. Затоа што сум човек кој сака да збори, сум човек кој сака да го каже своето мислење, дали било либерално-демократско или дали било мое индивидуално, тоа го оставам на гледачите како сакат да проценат. И ме многу мило и драго и чест што ме викне, што бев твои вечерва, а верувам и гости на гледачите на ТВ Сонце. Ти посакувам уште многу успешни емисии, ти посакувам успешна 2020 година, ти посакувам уште многу здравје, да си ни жив и здрав, затоа што вакви ликови, дефинитивно како ти,
ни требаат на македонските телевизии. Каков да си, шо и да си, како и да те нарекуваат, едноставно ти си тој. Добро, Сердаре, Војводо, окей, да ме критикуеш, знам што да правам на фалби, само ми се подмочувам. Водител сум, мора да си одевам ја емисијата, човек, ојте заприме. Вака, од тебе очекувам само едно. Пардон, две работи. Причести се и ожени се и викни ме на свадба. Толку сакам. Секој е добро. Секој добро. Драги мои, тоа беше се за вечерва. Лефтерно со Миро. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.